многу важен сегмент каде што требаше да бидат преземени мерки за да се спроведат реформите беше и судството. Но последните контроверзни одлуки на кривичниот и апелациониот суд кои што се однесуваат на започнатите истраги на специјалното јавно обвинителство укажуваат се уште на висок степен на зависност на судството од интересите на владеачките структури и привилегиран третман на осумнечените за изборен криминал. Постојаните обструкции на работата на специјалното јавно обвинителство представуваат упад во неговата независност, во истражувањето и гонењето кривични дела поврзани и произлезени од содржината на неовластеното следење на комуникациите. Секојдневното попречување на работата на специјалното јавно обвинителство, проследено со невидена медиумска хајка, оневозможи брза и ефикасна истрага за укажувањата за криминал, констатирани и во извештајот на Прибе. При тоа, мора да се нагласи дека се уште нема никаков напредок и во парламентарниот надзор на УБК, чија концентрација на моќ беше посочена како главен генератор на скандалот со прислушувањето. Председателот на Комисијата за надзор над работата на УБК изјави дека немал можност за суштинска контрола врз техничките капацитети во УБК, затоа што не им биле доставени на минимум информации за тоа каква опрема поседува. Значи, работата на оваа комисија го достигна својот неуспех. Понатаму, во борбата против политичката корупција нема видливи резултати. Граѓанските организации неодамна укажаа исто така и на притисоци врз лица вработени во јавните институции и лица кои допрва треба да се вработат. Зачестеноста и интензитетот на притисоците се зголемуваат со наближувањето на изборите. Во голем број општини е констатирано непочитување на принципот на одвојување на државата и партијата, злоупотреба на службената положба и злоупотреба на државните ресурси. Што се однесува до медиумите, владеачките партии продолжуваат да играат улогата на главен уредник на вестите во медиумите, кои ги корумпираат и контролираат. Засилено продолжува политичкиот притисок и заплашувањето, како и говорот на омраза и потикнувањето на насилство не само спрема критичари на власта, туку и спрема специјалното јавно обвинителство. Владеачките партии одбија да разговараат за измените и дополнувањата на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, иницирани од 5 новинарски и медиумски организации и поддржани од Европската Унија и Соединетите Американски држави. На крајот би сакала да истакнам дека, пред да ги чуете и препораките во ова наше писмо, дека после вчерашните приведувања, после протестот кој што се случи, сакаме да ја подсетиме власта, односно да ја кажеме дека доколку се спрема на истото сценарио после протестот на 5 мај 2016 година, 15 година, дека ќе се соочи со масовни протести пред полициските станици во Скопје и во државата. При тоа ги повикувам граѓаните вечер во 18 часот да ни се придружат на најавениот протест пред Собранието на Република Македонија.